Почитувана колешке Држете се до процедурата Мираковска, кој е на дневен ред. почитувани колеги, пред да започнам со процедуралното по однос на точката за дневен ред, јас би сакала почитувана колешке Сонја, председателка на Комисијата за политички систем, да разјасниме една дилема која што очигледно различно се толкува од ваша страна и верувам дека ќе се согласиме заеднички ако веќе спомнуваме институционална меморија и собраниска пракса, која што, да признаеме и двете, ја нема во деловникот. Судска пракса, да, сме слушнале сите, нели? Но собраниска пракса во деловникот не пишува, но ние како пратеници ја користиме таа собраниска пракса. Сега на колегиве кои што се прв мандат пратеници, а и за јавноста, но и за медиумите, мора да објасниме неколку работи. По однос на давање на збор за процедурални забелешки, никаде во деловникот не е изричито напишано дека процедурална забелешка не се дава на член или заменик, оној што не е член или заменик на комисијата. Но тоа годините наназад сме го почитувале се до 2015, коригирајте ме во годината ако грешам, кога сегашната власт, а тогашната опозиција, внимавајте, сегашната власт, а тогашната опозиција, токму во оваа сала Борис Трајковски, на Комисијата за образование и наука и култура, ја, како да кажам, го злоупотреби тоа право и тогашните опозицијски пратеници, меѓу кои и мојата почитувана колешка Сонја, тие, тога беше законот за Универзитетот Дамјан Груев и бидејќи од нив познати причини не сака тој закон да се донесе, сите, има снимки, има стенограми, можете да проверите, почитувани колеги, тие што сакаат да се држат до процедурата, но и до собраниската пракса, и да проверат дека тогаш сите до еден пратеници на опозицијата, за да не помине тој закон, се јавуваа за процедурално, таков им беше начинот, стратегијата, како и да ја кажеме. И еве како еден раритет да ви кажам, ако сте заборавиле, верувам дека Сонја нема заборавено, таа комисија, почитувани колеги, и почитувана јавност, траеше ни помалку ни повеќе 100 дена. Израчунајте тоа во работни денови, колку е. Значи, 100 дена траеше таа комисија. Опозицијските пратеници, амандмани имаа поднесено 900 и нешто, повторно, можете да ме коригирате во однос на бројката, 900 и нешто, но тие не тргнаа на разгледување на амандманите, односно расправа амандманска, туку сите 100 дена се држеа на процедурални забелешки, бидејќи имаше една динамика, едно динамично темпо на работа, тогаш на смени сите опозицијски пратеници, тогашни, сегашна власт, се менува и се јавува за процедурално. Тоа околу давањето и недавањето збор или процедурална забелешка на колеги пратеници. Прва работа. Втора работа, исто една дилема која што треба да ја расчистиме не во деловникот, пак ќе кажам, значи една собраниска пракса, дали можеме да поднесеме интерпелација за пратеник, повторно, почитувани колеги, почитувана јавност, повторно тогашната опозиција, а сегашната власт, на тогашната председателка на Комисијата за образование и наука, и поднесоа интерпелација. И таа интерпелација дојде на собраниска пленарна седница и се расправаше, како што
се расправа за интерпелации до 24 часот навечер. Значи, почитувана моја колешке Сонја, точно е дека вие сте тука и паметите многу повеќе, но еве да кажеме дека и јас нешто паметам, па за да ги подсетиме колегите за таа институционална меморија во оваа сала. Многу работи се случиле во оваа сала, но да не се навраќаме на тоа, има време кога да се навратиме на сите тие работи што се случува во оваа сала, за жал само црни сценарија за Република Македонија. Да ги расчистиме дилемите по однос на процедуралните забелешки и собраниската пракса. Пак ќе кажам, имавме една дилема со професорката, таа како врвен експерт по уставно право и во право е дека не е тоа нотирано во нашиот деловник, но верувам дека ќе се согласите со мене, многу работи не се разграничени во нашиот деловник, меѓу кои и давањето на процедурални забелешки на нечленови и незаменици во самата комисија, но нашата работа е согласно устав и согласно деловник. Ние сме представници на граѓаните и ние треба да го кажуваме она што мислиме дека граѓаните, оние кои што не избираат, сакаат да го слушнат. Што се однесува за денешниот ден, исто така се согласувам со вас, почитувана председателке, и ве поддржувам во таа идеја дека навистина од преголема агенда во самото собрание, и тука е виновен првиот меѓу еднаквите, а тоа е господинот Талат Џафери, наметнувајќи една ваква агенда, дека заради агендата која што ја имаме денеска и вчера и утре и сите овие денови, Јас ви верувам дека не сте имале можност да дојдете на Комисијата за надворешни работи. Ама таа, еве ние како колеги, како солидарни колеги, можеме таа грешка веднаш да ја коригираме, почитувана колешке Сонја. Да ја свикаме Комисијата за надворешна политика, да ја продолжиме, затоа што истата се прекина поради немање на кворум, и чудното излегување на колегите од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, како по наредба, одеднаш кога се спомна декларацијата и името на Гоце Делчев, ги снема. Ако сакате да ја поправиме таа грешка, ние веднаш можеме тоа да го поправиме. Колегата Антонио Милошевски е тука, еве вие велите дека, да, и верувам дека сте се спремале за ова седница, ви требало време за да се припремите. Таа грешка ние можеме веднаш да ја коригираме и повторно да се стави точката на дневен ред и заедно сите како искрени македонци, како загрижени македонци за нашата посебност, државност, култура, јазична посебност, повторно да покажеме едно заедништво, како што покажавме и за резолуцијата со сите парламентарни партии и декларацијата да ја изгласаме. Јас заради јавноста, почитувана моја колешке Сонја, бидејќи можеби јавноста не знае, еве гледам колешката Жаклина Лазаревска споменува зборови кои што не одат со името Гоце Делчев. Зборот шверцерски не оди со името Гоце Делчев. Едноставно со тоа не оди, така да ја просветлиме охриѓанката Жаклина. И само ќе кажам дека има декларацијата, има само 8 точки, колеги. Јас ќе ве замолам само 8 точки. Да не расправате, ќе расправаме на надворешно. Само 8 точки. И декларацијата... Благица, нема да ви да објаснам, колешке, да објаснам. Нема да ја читам, да објаснам. Се договоривме, ќе расправаме за Академијата. Ама не може, веќе навлеговме во таа тема. Сега не ми ја кратите мислата. Навлеговме длабоко во темата. Вие обидувајќи се денеска да го купите медиум, веќе сте прочитани, колешке Сонја, како да ви кажам, обидувајќи се да го одземете вниманието на медиумите и нормално некој да си отплатат за
33 милиони евра подарени од собранието. Тука не навлегувам во тие уредувачки политики, но суштината на денешниот ден требаше да биде декларацијата која што сите требаше заедно да ја усвоиме. А декларацијата, колешке Сонја, е за 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, како да се чествува. И се што се случува. Не, видете, колешке. Значи, тоа на надворешна политика се случува тоа. Се повикува друга комисија, 4 помина, 150 годишнината на раѓањето од Гоце Делчев на најсрамен, на најдолен начин во оваа држава не се чествува. 5 години награда не се воведува за Гоце Делчев. Многу голема и длабока темата е, што ќе рече џабе зборите кога сте го тргнале од срцето великанот и апостолот на Република Македонија Гоце Делчев, а се работеше за 8 точки кои што верувам и сум убедена дека сите заедно тука ќе ги поддржевме. Затоа велам, почитувана председателке на комисијата, таа, да кажеме, неправда или немање на време да се изгласа, да се дојде на седница, можеме денеска тоа да го коригираме. И мислам дека до тука сум јасна. Ако се изјасните, ако имате волја, комисијата за надворешна политика ќе се свика и сите заедно, крајот на работниот ден во собранието да помине онака како што доликува, онака како што кажал Гоце Делчев, дека го подразбира светот за културен надпревар помеѓу народите, да пратиме порака дека ние, избраниците на народот, избраниците на граѓаните, тоа го разбираме длабоко и суштински и дека сите ние тоа ќе го изгласаме и дека немаме проблем со тоа и дека оваа година, иако се доцни, оваа година ќе биде посветена на прославата на 150 годишнината од раѓањето на великанот и апостолот Гоце Делчев. Тоа е суштината, почитувана колешке, кое што сакаше нашата заменик координаторка да го каже, а за жал колешката од Охрид направи навистина едно вербално слаломирање кое што е недостојно во споредба и со спомнување на името на Гоце Делчев. Недостојно. Јас искрено се надевам дека на крајот на денот и ќе се согласиме тоа да го усвоиме и ќе имаме едни вести дека народните избраници на македонската држава, на Република Македонија, конечно, ги тргнале партиските разлики и се усогласиле дека оваа година ќе биде посветена на прослава и награда на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, а не како што не доликува, како што не правел тој и како што не правеле сите дејци за независна и самостојна Македонија, кукавички да се бега и кукавички на самиот ден на раѓање, не знам таков пример кој му кажал и на самиот премиер, да избега од денот и дека нешто имаме работа во Брисел. Ве молам, такво нешто не треба повеќе да се случува, тоа е лош пример, тоа е недостоинствен пример и каков пример ние ќе дадеме и на граѓаните, но и на идните генерации. Од таа причина јас, почитувана колешке, пред да преминам на процедуралното, повикувам на сплотеност во однос на една многу хуманистичка идеја, една космополитска идеја на Гоце Делчев, една декларација која што треба буквално сите да не обедини.
како што не обедини и самата резолуција. Се надевам дека ова ќе допре до вас, почитувани колеги, и на крајот на денот еве така ќе го завршиме. Ако се согласувате сите. А сега да преминам на процедуралната забелешка по однос на законот. Се повикувам, почитувана колешке, мислам дека го расчистивме делот, дека имаме собраниска пракса, дека е расчистен делот, да. Имаме собраниска пракса, се повикувам на собраниска пракса. Јас ќе ви одговорам после. Па подпредседателе не бевте тука, ќе ви кажат, ќе ви раскажат. Да, па вие ми довикувате. Одместо кажувам дека има собраниска пракса, тука процедурално да се јавуваат сите колеги и кои што не се членови и заменици. Така и имало интерпелација за пратеник. И тоа е исто ваша иновација, не знам фондот за иновации, отпосле дали го има наградено, не му текнало на оној што се видовте на врвот па паднавте. Малам колешке, мислам би се може. Да. Да, валјда ви поделил книги, се гледаме на врвот. Кога си заминувал од позицијата фонд директор. Па така некако професор ке од врвот на дното. Ама дното за жал е за Македонија. За жал, почитувана моја професорке, дното е за Македонија. Невидени средства се дада. Некој спомна тука рационализација на средства, мислам, колешката од Охрид каже. 62% јавен долг има. За каква рационализација на средства? Не знам зашо се даваше пари од тој фонд за иновации. Сите што се видоа на врвот земаа пари. Се враќаат ваши долгови, колешке. Се враќаат и ваши, бога ми. Ке видиме колку се. Ги имаме споредбите, да не почнеме и за тоа да говориме. Колку бил јавниот долг тогаш, колку е сега, на што се давале. Се гледа што се правело и како се правело. Тие што си направиле криминал, нека си одговараат. Немам проблем јас со тоа. Апсолутно никаков. Дури напротив, гледам дека некои не одговараат. Се здружиле фамилиите. Така велат. Фамилиите се здружиле па направиле една фамилија. И сега една фамилија владе. Од две станале една. Па, да. Со 2 М. Така велат граѓаните, 2 М. Фамилии со 2 М. Во однос на процедуралното, да се вратам на процедуралното, се повикувам на член 125, 135 и член 136. Членот 125, почитувани колеги, морам да го прочитам цел, не за вас, туку за јавност. Предлозите на законите и другите акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Предлозите на законите и другите акти можат да ги разгледуваат и други работни тела, заинтересирано работно тело. Матичното работно тело зазема став по мислењата и предлозите на заинтересираното работно тело. И сега видите во каква заблуда се обидува оваа власт, ова парламентарно мнозинство да ја доведе јавноста, вели вака: законот е со европско знаменце, ама е по редовна постапка, нема мислење од Комисијата за европски прашања и ќе се разгледува 3 дена и имаме тука вербален обид, слалом на председателката да каже дека е усвоен дневниот ред. Дневниот ред не е усвоен и мора да тука да бидеме на чисто, дека дневниот ред не само што не е усвоен, туку и дека самата процедура е нарушена од сам темел, од сам старт. А јавноста веќе знае зашто, па дури за кого се работи. Но ако сакаме на вистина да се споредуваме со некакви европски вредности, тогаш треба минимум почитување на Уставот и на деловникот по кој што ние како народни пратеници треба да работиме.
На седница на матично работно тело на која се расправа за мислењето на заинтересираното работно тело, се поканува и представник на заинтересираното работно тело и председателката се обиде да објасни, се обидува неколку пати, но такво нешто се нема случено досега. Председателите на матичното и на заинтересираното работно тело можат да се согласат да одржат заедничка седница, а работните тела на заедничката седница гласаат одвоено. И бидејќи се одржуваат по неколку седници овие денови, имаше интересен предлог, да, може би малку и саркастичен од наш колега, но така личи собранието деновиве, во оваа сала да се стават уште неколку говорници и истовремено да се одржуваат сите матични тела, сите комисии, за да може агендата на Талат Џафери да биде исполнета, а со едно неработење 3 месеци и повеќе, па во еден ден да поминат и сите комисии, сите работни тела. Еве уште една фина за Фонд за иновации идеја. Ако матичното работно тело не го усвои мислењето, заинтересираното работно тело, известителот на заинтересираното работно тело може мислењето да го изнесе на седница на собранието. Тоа беше членот 125. Членот 135 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија вели: предлог на закон содржи назив на закон, вовед текст на одредбите на законот и образложение. Воведот содржи оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причините за донесување на законот, целите, начелата и основните решенија, оцена на финансиските последици од предлогот на законот врз буџетот и другите јавни финансиски средства, процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на нивно обезбедување. Воведот може да содржи преглед на регулативи од други правни системи и усогласеност на предлогот на закон со правото на Европската Унија. Преглед на законите што треба да се изменат со донесувањето на законот и прописите што треба да се донесат за спроведување на законот и други последици што ќе произлезат од предложените решенија. И сега јас токму по ова, значи да потенцирам преглед на регулативи од други правни системи и усогласеност на предлог на закон со правото на Европската Унија. Обично, ова е заради јавноста, обично секој закон, не обично, туку секој закон кој што од владата, нели ова европската влада, која што доаѓа во собранието, има еден извадок во секој закон кој што влегува во собранието и вели дека е закон со европско знаменце. Има една изјава за усогласеност на прописот што се пушта во собранието на Република Македонија со законодавството на Европската Унија и многу убави прашања има. И јас сега ќе ви ги прочитам сите до едно. И ќе прашувам дали има усогласеност или нема. Вели: правен пропис, Академија за суди и јавни обвинители. Има. Назив на прописот, предлог на закон за Академија за суди и јавни обвинители. Има. Име. Предлагач Министерство за правда. Тука многу ми е чудно, иако е од предходниот министер, оној кој што сега со европски прашања ќе се бави. Не знам како сегашниот министер не слушнал, а предпоставувам дека слушнал, како не се срами, бидејќи е професор од правен факултет и треба еднаш да се врати на тој правен факултет, што ќе им каже на тие студенти, идни правници и идни кандидати за Академија на суди и јавни обвинители, како ќе им каже: знаете, вие во собрание кога праќате закон
со европско знаменце треба да ги исполнува сите овие критериуми, ама јас додека бев министер, не ме гледајте што правам, туку слушате ме што зборувам. Така ќе им каже. Еве, јавно прашувам. Јавно прашувам. И што ќе научат тие студенти? Дека тоа што е правено во собранието е законски, европски, ако сакате, или оно кое што де факто и де јуре треба да се прави. Де факто празен лист, а де јуре треба да е полн листот. Одиме понатаму. Предлагач, како што кажав, Министерство за правда има во кореспондентната табела. ЕПП број 2019 0100 742. Бројка која што ја барате и никако во прегледот на регулативи од други правни системи со ЕУ не можете да најдете. Не постои. Законот е целосно, вели, усогласен со препораки. Видете, препораки е сосема нешто друго и тие што се занимаваат со европското законодавство, ова го знаат. Со препораките на оценската мисија на ТАјЕК за обуки на судии и јавни обвинители. Значи, видете, законодавството на Европската Унија препознава два вида на правни акти. Примарни и секундарни извори на правни акти. Примарни договори за основање на заедницата со нивни прилози и протоколи и дополнителни измени и дополнувања на истите, вклучувајќи ги и последователните спогодби за пристапување. Тие ги содржат основните одредби за целите на Европската Унија, незината организација и функционирање, како и најголем дел од незиното стопанско право. Секундарното законодавство се однесува на правните акти кои исто така се сметаат за извори на правото на заедницата. Тоа се директиви, регулативи, одлуки, препораки и евентуално мислење. Тука, такво нешто, вели под точка 2, усогласеност на предлогот и прописот со одредбите на спогодбата за стабилизација и асоциација меѓу Република Македонија и Европската заедница и нивните земји членки. Одредба од спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот глава 6 сообразување на законодавството и спроведување на законот, член 68, приспособување на законот на Република Македонија со правото на ЕУ. Дали правниот пропис, вели, е во согласно со одредбите од спогодбата, во коцката напишале да, нема ништо. Нема. Значи, фикција или слободна интерпретација на пратениците, тие што ќе забележат. А тие што нема да забележат, ќе речат, па да, ова ние усогласуваме со Европска Унија. Не, видете. Требало многу внимателна, особено владата да биде со овој закон, затоа што последователно Европската комисија најголем процент на критики токму за правосудството и јавно-обвинителската служба имаме веќе со години. И оваа година од, коригирајте ме ако грешам, од оценка 4 паднавме на 2, и ако тоа го споредиме и мечираме со мислењето, јавното мислење на граѓаните кои што имаат исклучително ниска доверба во судството, правосудството и јавното обвинителство, цел тој овај комплот на гранки, 8%, ова укажува само на една работа. Не водење грижа ниту за европскиот пат на државата,
а полна уста со европски пат, веќе никој ништо тоа. Знаете како, не допира до јавноста тоа. И дека воопшто, ама воопшто, не им се важни мислењата на граѓаните. Туку има една, како да ви кажам, сплотеност помеѓу малите групи на самонаречените, за да ја јас имам опширна мисла, председателка, и ве молам, не ме прекинувајте. Јас дојдов до усогласеноста, ама сакам да опфатам повеќе области, затоа ве молам да не ме прекинувате. Не, воопшто не злоупотребувам. Јас објаснувам за законот и неговата неусогласеност со европската регулатива. И, значи, таа мала клика, само наречена елита, видете, нема врска тоа со елита, само наречена елита, се договорила кој каде, кои позиции ќе ги заземе на следните 20 или 30 години, и тоа се едни монархистички наследни позиции. Како нешто слично, нели, како октруирањето на премиерот, иако не се во роднинска врска, а тука се роднински врски, и сите овие, ако ги гледате правците, ќе видите дека на вистина може би треба да се направат уставни измени и да прогласиме парламентарна монархија, или не знам, еве професорката ќе ни каже некоја идеја, следејќи ја фактичката состојба, професорке, не она што го кажуваат. Да продолжиме со усогласувањето на европската регулатива. 2.1. Одредба од спогодбата, ова е прашалник, кој што треба да биде пополнет, законот за да дојде во собрание. Првиот што го гледа е председателот на собрание, констатира дали има усогласување или нема, согласно деловникот на собранието. Негова обврска е не само што е надлежност, негова обврска е да констатира оваа кореспондентна табела дали е пополнета. Бидејќи оваа кореспондентна табела вели причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на спогодбата, празно. Нема ништо. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија, празно. Нема ништо. Степен на усогласеност со одредби на примарните извори на правото на ЕУ, нема. Нема ништо, празна табела. Степен на усогласеност со секундарните извори на правото од Европската унија, кој што пред малку ги спомнав, примарно и секундарно, нема. Празна табела. Степен на усогласеност на секундарните, празна табела. ЕУ прописи, па има една коцка и вели, ова како екстерното, ако се сеќавате, multiple choice, така е направена табелата. Потполна, ќе се вратиме многу брзо на тоа, многу брзо. Жаки, ќе се вратиме многу брзо. Целосно неписмени генерации, да. Потполна усогласеност, делумна усогласеност, неусогласеност, нема. Значи ништо. Барем да пишеле неусогласеност, нешто да сте пишале. Нема, празно. Празно е. ЕУ пропис и пак потполна усогласеност, делумна усогласеност, неусогласеност, нема. Празно. Причини, под број 3.3, причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото, нема. Еве, убаво кажува професорката, ме подсетува, опозицијата. Кој им е виновен? Па кажи таму опозицијата, ВМРО ДПМН.
тоа што они се неспособни, тоа неработливи, тоа нема врска. Усогласено со останатите извори на неу, нешто. Нема. Значи, рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност, значи ако претходно сте навеле, барем сте навеле делумна усогласеност, треба да напишете и рок кога потполната усогласеност на таа регулатива, на ова законско решение ќе биде со европската регулатива, нема. Кореспондентна табела, внимавајте колеги, ова е исто така многу важен податок за сите вие кои што ќе ги разгледувате европските законите со европско знаменце, многу важно е ова. Секогаш кога ќе го добиете законот од владата, која што вели дека законот е со европско знаменце, оваа табела треба да ја проучите многу добро, дали е пополнета или не. Ќе објаснам зошто. Идеме понатаму. Кореспондентна табела. Нема кореспондентна табела. Нема. Видите колку дрско. Видите колку арогантно. Како да тука, сега, извинете, морам да употребам збор, како деловно, какви луѓе има тука од оваа страна? Па читаме бе луѓе. Читаме, гледаме. И вие велите нема кореспондентна табела. Па кај сте тргнале ви? Па 0 оценка ќе добиете оваа година. 0. Кај сте тргнале вие нема кореспондентна табела и то така дрско го велите? Ќе излезете на, па да, ние сме за Европска унија, па знаете, ВМРО, ДПМН, кочи, ние многу сакаме во Европска. Како сакате вие во Европска унија, продавајќи ја го националниот идентитет, затоа сте број 1, нема равен у свет, нема такви, туку во ова, со работа, со европски законодавства, да ве видам. Вели кореспондентна табела нема. Господине представникот. Каде? Нема професорке, значи јас еве ја изјавата. Превод на изворите, јас мислам дека оваа комисија председателке нема ограничување на говорот и процедуралната мисла. Сега мислата ми ја се обидувате да ми ја спречите и да ја земете, ама тешко дека ќе помине. Сега, превод на изворите и сега вели нормално, прашува. Дали има превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис? Нема. Дали горе наведените извори на правото на Европската унија се преведени на македонски јазик? И ако се преведени, наведете го изворот на преводот. Тука пишале верзија МК. Македонски не, МК. МК. Што си е сигурно си е. Македонски да не се спомнува, МК. Достапност на преводот на изворите. Нема. Ова е исто многу важно прашање, колеги. Во прашањето 4.2, во изјавата, достапност на преводот на изворите на правото на Европската унија, зошто се прашува? Затоа што секој заинтересиран пратеник, па и граѓанин, ако сака да ја види таа усогласеност на регулативата европска со законското решение кое што се предлага, да види каде да ја најде. Нели, во дигитална ера влеговте со ова од Финска, не знам сега кај се враќате, нема. Овде вели нема. Како сега ќе направиме споредба со регулативата, која што ја нема, која што е фикција, кажам. Фикција. Момент на креативен изблик на секој пратеник што сакал авторот да каже.
така некако би го јас оценила. Стручна помош и мислење и тука, видите, има Европска комисија, се е наведено. Све. КАРЦ, ИПА, ТАИЕКС, СИГМА, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и слично. Па требало еден наш колега да го пише тука, пошто срцето му е у Брисел, да се заокружи европската агенда. Се направено, а нема. Учество на техничка помош и консултанти во изработка на предлогот на прописот и сега тука вели целосна усогласеност со препораките на ТАИЕКС за обуки на суди и јавни обвинители од 2018 година, дадено мислење за усогласеност на прописот, нема. Кој дал мислење за усогласеност на прописот за во една правна држава, кога ќе се случи вакво нешто, да знаете веднаш да ја лоцирате одговорноста. Кој е лицето која што дало мислење за усогласеност на прописот, односно законот, нема. За да министерот или тој што е подпишан тука, го повика на одговорност тој што ова го предложил во собранието без пополнета изјава за и кореспондентна табела со Европската Унија. И сега која е понатаму процедурата, почитувани колеги и почитувани граѓани, зошто ние како опозиција и како одговорна опозиција реагираме? Кога веќе ваков закон стигнал во архивата и во кабинетот на председателот, неговиот кабинет, нели, стручни служби и така натаму, требало, таква и обврската согласно деловникот, требало веднаш, кога виделе дека нема усогласеност со европската регулатива, да го вратат на владата и да ја речат на владата, видете, вие лажно представувате дека има европска усогласеност, ви го враќам законот и или го усогласете го, или пратете го по редовна постапка, не ставајте европско знаменце, тргнете го европското знаменце, за да можат пратениците да дебатираат без европско знаменце, се разбира. И ако така се случило, ќе немало проблем. Ќе имало време за дискусија, за дебата и така натаму. Сега, ако веќе констатиравме дека нема усогласеност, прочитав, да, нема, значи подцртувам, подвлекувам, нема усогласеност со европската регулатива, значи тоа го нема изјавата, председателот на собранието не го вратил законот, тогаш, спуштајќи го тука кај нас, наша е одговорноста, овој, значи прекршувањето на деловникот во случајот е од страна на председателот на собранието. Тој го прекршил деловникот. Сега ние како одговорни пратеници треба да го вратиме ова законско решение таму каде што му е местото и добро би било, почитувани колеги, тоа да го направиме, бидејќи ова законско решение, верувам дека новиот министер, кој што е професор по право, кога ќе го види ова, ќе рече, молам, не ме брукајте, тргнете го тоа, зашто се расправаат таму пратениците, како сте пуштиле такво нешто, дајте да направиме ново законско решение. Така. Вели, предлог законот за Академија на суди и јавни обвинители е доставен до собранието на почетокот на месец август во редовна постапка без знамето на Европската Унија за подоцна, ова е патот кон успехот, што би рекол некој. За подоцна истиот да биде повлечен од страна на владата, истиот закон да е поднесен со знамето на Европската Унија,
со цел да се злоупотреби. До сега читавме, нели, кажавме дека нема злоупотреба. Значи прво тргнал така како што треба. Директивите, почитувани колеги, немаат за цел да ги унифицираат законите на државите членки, туку да ги хармонизираат, така што самата разноликост на националните законодавства, институции, може да продолжи во случајот нашево, на сметка на гаранција дека во заедницата ќе постојат подеднакви материјални услови. Или да го употребам вашето мото, за кое што велите едно општество за сите, него го нема тука. Имињата кои што излегоа, буквално се дискриминација уште на самиот почеток на добри ученици, на добри кандидати кои што треба да се запишат на таа академија. Јасно им е многу на граѓаните, ама видете, уште појасно им е и на тие кои што не оценуваат и генерално како собрание, но и како влада, колку декларативно се залагате за Европска Унија, колку тука може, почитувана колешка Жаклина Лазаревска, да се употреби зборот шверцери, колку шверцерски носите закони, мене лично не ме чуди, шверцерски име на држава сменивте, па што останало тука за вашите миленици и наследници фамилиарно. И владата најчесто се повикува на препораки, мислења, не знам, извештаи, ама тие не се обврзувачки правни акти. Тоа е само акт на изразување на став на институциите на заедницата. Така да членот 135 е прекршен. И членот 136, на кој што исто така се повикувам, е краток и вели: ние имаме деловник за работа по кој што ние како пратеници мора да работиме. Членот 136 вели: ако предлогот на законот, деловникот, не е подготвен во согласно со одредбите на овој деловник, значи во согласно со одредбите на кои што претходно ги прочитав од членот 135, председателот на собранието, пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник. Ако предлагачот, а тоа сте вие како влада, не го дополни предлогот на законот во рок од 15 дена од барањето на председателот на собранието, се смета, ова го подцртувам, да го знаеме, да го потенцираме за јавноста, што ни вели деловникот. Крајната реченица од член 136 вели: се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Џабе седиме, џабе расправаме, нема закон. Дали се разбравме? Секој што ќе се обиде ова да го прекрши, прави деловничко прекршување кое што има санкции. Ако има држава, ако има правна држава. Сега, друга алатка која што нас на располагање ни стои, исто една собраниска пракса, да ви кажам. Кога сме веќе кај собраниските пракси, ако се сеќавате 35.000 амандмани на опозицијата се фрле во контейнер.
и добар пратеник и пратеничка, правнички ке толкува, децидно ќе го толкува членот 136 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Устав и Библија за работа на пратениците, и ќе смета дека нема закон. Затоа што се што набројавме не е исполнето, не ви го вратил председателот, значи Деловникот помислил и на таква можност дека председателот на Собранието може да, од било какви причини, да испушти дека не е пополнета изјавата и дека не е усогласено со Европската Унија, и им остава алатка на пратениците. Да, ја употребат алатката, нема закон. Тоа е во член 136, последната реченица. Нема закон, се смета дека предлогот на закон не е поднесен. Нема закон, нема што да расправаме. Треба, председателке, веднаш да се повлечете од работа, да се повлечеме од работа на самата комисија и нема проблем да се врати законското решение во владата и да си дојде на начин на кој што треба да си дојде. За поистиот да расправаме. Има многу негативни собраниски пракси на кои што јас се сеќавам, се сеќаваат и граѓаните, така да кога веќе спомнувате институционална меморија и собраниска пракса, почитувана моја колешка, мислам дека треба да го земете и ова во обзир, затоа што некои велат, нели, дека најлесно е да си правник, правниците секогаш наоѓаат некакви заперки, точки и така натаму, но во овој случај членот 136 нас на пратениците ни дава алатка сигурна, законодавецот, ние тука сме го смислиле, дека ние можеме да го спречиме понатамошното расправање, третирање на било какво законско решение, на овој начин говорам. Така да, залудни се обидите, вербалните слаломи, почитувана моја колешка и председателка на политички систем на комисијата, залудни се обидите да кажете дека сте прегледале снимки и дека дневниот ред е усвоен. Не, тоа ве молам, тука еднаш го кажавте, повеќе не. Многу длабоко навлегувате во води во кои што не треба да се навлезе. Нас, ако тоа го направите, јас искрено не сакам, мислам и тогаш кога се таа пракса воведе, како вие, како тогашна опозиција, интерпелација на пратеник, ама знаете како не го прави на другиот тоа што не сакаш да ти го прават, сега таа собраниска пракса која што вие како опозиција тогаш ја воведовте, ќе бидеме приморани да ја примениме и да направиме интерпелација на колега наш, за кој што сметам дека нити е добро, нити е упатно, нити е не е во ред. Јас така ценам. Затоа имам предлог да прекинеме тука и овој предлог закон да се врати како што Деловникот ни, впрочем, ни вели да направиме. Така да и представникот на Министерството треба да му пренесе на Министерот за правда дека во собранието се случуваат преседани кои што него како професор по право, ама и државата генерално ја урнисуваат и ова пракса треба веќе да престане. Затоа што не само што Европската комисија не цени во сите области, а тука во оваа област имаме најниски оцени,
ако од 4 сме паднале на 2, верувајте дека оваа година таа оценка ќе биде многу далеку помала. Едно и друго за мене многу исто така еднакво важно е мислењето на граѓаните, јавните анкети, кои што не мора ни дури да ги правите, доволно е да излезете помеѓу пријатели и помеѓу граѓаните генерално, за да ви кажат дека најмалку доверба имаат во правосудството и во јавното обвинителство, а како ќе имаат, кога видите за имиња, веќе имињата се лиферувани во јавноста, за имиња се прават вакви законски решенија. Видите, мора еднаш да се пресече, да се прекине тоа. Може би колешката, бидејќи поодамна тука ќе се повика на некои други лоши пракси. И јас ќе се согласам. Ама веќе еднаш треба да пресечеме. 21 век. Ние како пратеници, како држава генерално и како институции, не треба и не може веќе да само вербално да велиме дека сакаме да одиме во Европската Унија. Не. Ние тоа треба да го докажуваме со постапките. Постапките треба да ни се насите легалистички. Како може едно собрание во кој што се носат законите да направи нелегалистички чин, а го прочитав членот од деловникот кој што нас како пратеници не обврзува ова да го направиме, ние веднаш, денеска, веднаш треба да прекинеме со расправата. Законот вака, повелете, господине министре, законот не ви е усогласен, табелата ви е кореспондентна празна, ние не сакаме повеќе да си играме со европските начела и ви го враќаме законот, или доуредете го, пополнете ја кореспондентната табела, ама да знаете дека тука има пратеници кои што ќе прочитаат дали е пополнета или не, да не лажете, или законот пратете го по редовна постапка. Многу нормално, без спинови во јавноста. Знаете, тоа ќе помине денеска и толку. Ова? Не, ова ќе оди во Европска комисија, ова ќе оди во јавност. Така да не е ова купи ден продај. Ако ние како пратеници не си го почитуваме деловникот за работа, колку и да е несовршен, се согласивме дека има несовршени моменти, недоречени моменти, ама тоа е наша задача, не мора ни процесот Жан Моне, ние ако сме сите веќе усогласени и сите имаме заеднички став дека треба да вршиме некакви промени, можеме тоа и тука во собрание. Не ни треба тутор. Многу погрешно владата си ја има замислено собствената улога. Нас тутори не ни требаат, напротив, ние, така е барем де јуре, формално правно, замислено уредувањето на Република Македонија, дека ние ја контролираме владата, а не владата нас, па да и се јавува на председателката на комисијата, абе законот го поминавте ли, децава чекаат, се нервираат дома, не. Не. Денеска прекинуваме со работа, зошто? Затоа што деловникот тоа од нас, како одговорни пратеници, го бара. Секое поинакво постапување од ова наведува на прекршување на деловникот и, кажав, не сакам да се повторувам, и други последици. Јас искрено, почитувани колеги, почитувана јавност, имам уште многу да зборувам,
ама се надевам дека ја разјасневме барем суштината на она што ние како пратеници треба да го направиме. Се извинувам. Да, не сум член и не сум заменик на оваа комисија, но еве, како пратеник кој што подолг период седи во овие клупи и кој што е сведок на многу прекршување на деловникот, сметам дека ова што ни го дава како можност деловникот да го коригираме и председателот на собранието на крајот на денот, да си помогнеме едни на други и да биде онака како што вели деловникот, член 136 за јавноста и за новинарите, член 136 вели тука расправата тука треба да прекине. Благодарам.